почитувани представници на бизнис и градежен сектор, почитувани представници на коалицијските партнери, почитувани пријатели, уважени гости. Добре дојдовте во нашата Битола. Пелагонија од секогаш важела за значаен економски, социјален и општествено-политички регион, кој има огромно влијание во јакнење на капацитетите на државата. Во едни такви услови имаме обврска да го продолжиме континуитетот на изградба на капитални објекти со кои ќе додадеме наш историски белег и ќе продолжиме да ја градиме Република Северна Македонија. Токму денешната трибина го носи насловот "Градиме инфраструктура за иднината", на која ќе се обидеме да дадеме одговори на сите предизвици што ги води ова време. Пред да започнеме, ве поканувам да ја проследиме интонацијата на химната на Република Северна Македонија. Председател на Комисијата за транспорт и врски, кој е наш домаќин денес и ќе не води низ оваа панел дискусија. Господин Митко, повелете. Ценети граѓани на Пелагонискиот регион. Дозволете ми најнапред да ви се заблагодарам за денешното присуство на овој исклучително значаен настан како дел од серијата на јавни и отворени трибини насловени како резултати што прават разлика. Говорам дека е исклучително важен од аспект на огромниот инвестициски влог што оваа влада го прави за развојот на државата, за просперитет и подобрување на животниот стандард за сите граѓани. Денешната трибина е посветена на целокупниот процес на инфраструктурните инвестиции и проекти во сите области од ресорот транспорт. Нашата цел е јавно и отворено, директно и целосно да презентираме што успеавме да направиме, да покажеме конкретно кои се резултатите, да потенцираме што се работи на терен и да најавиме што ќе се работи. Тоа е нашиот принцип – јавно, со целосна одговорност да се обврземе на нови резултати. За нас зборовите се важни, но најважни се делата и резултатите. За да има разлика, бидејќи нашите резултати прават разлика. И во минатото, особено денес, а најмногу утре, инфраструктурата и поврзаноста се клучни фактори за економскиот развој на секоја држава, за нејзината интегрираност и поврзаност. И најважно од се, квалитетната инфраструктура е пресудна за квалитетот на живот на нашите граѓани. Тие мора да добијат најдобри услови за живот тука, дома, во Македонија. Нашата држава е географски сама по себе крстосница на коридори. Но дали ќе биде успешна крстосница, дали ќе биде центар на мобилност за своите и странските граѓани, зависи од нас самите. Зависи од тоа колку вложуваме во нашата инфраструктура. И морам да потенцирам дека тој процес не е и не смее да биде еднократен и краткорочен. Напротив, мора да биде континуиран, фокусиран, со концепт и план, со стратегија и визија, целосно насочен кон создавање на нова додадена вредност за сите. Тоа е концептот на СДСМ, така создаваме постојано на сите фронтови. За нас тоа е јасно и затоа целиот фокус го насочуваме кон квалитетно поврзување на нашите градови и населени места, на нашите села и природни убавини, за да истите живеат, за нашиот народ и идните поколенија да останат дома, да имаат подобар живот во своето место, до својата фамилија. Почитувани, пред да ги повикам моите соговорници, би ве замолел да погледнеме едно кратко видео преку кое ги потврдуваме успешните политики што ги спроведува владата предводена од СДСМ.
Сега имам чест да ги повикам да ми се придружат. Заменик председателката на Социјалдемократскиот сојуз Сања Лукаревска. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Поранешниот министер за транспорт и врски Горан Сугарески. Подпредседателот на Сдруженијето за градежништво при Стопанската комора на Северна Македонија Михо Јаневски. Професор доктор Јасминка Буневска-Талевска, проректор на Универзитетот Свети Климент Охридски. Директорот на јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор Зоран Ѓоргиев. Председателката на Републичкиот совет за безбедност на патиштата магистар Гордана Кожуваровска. Ви благодарам за работата на развојот на инфраструктурата. Секојдневно ги гледаме председателот на владата заедно со министрите како и координираат активностите на терен. Работат се со цел успешна и навремена реализација на истите, затоа што тие се од витално значење за државата. А најголемите инвестиции во овој момент се на клучните коридори, односно главните коридори, коридорот 10 и коридорот 8, кои исто така овозможуваат и регионална интеграција на нашата држава. Тука исто така би сакал да споменам и проектот Отворен Балкан, во рамките на кој земјите од Западен Балкан изразија јасна политичка волја за соработка меѓу себе, се во интерес на развој на регионот. И сите тие земји покажаа како може да бидат големи, без разлика на големината на нивните територии. Би сакал да ве прашам кои се идните планови на владата и на Социјалдемократскиот сојуз во насока на развој на инфраструктурата, и како тие одат во корелација со регионалните иницијативи и проекти како Отворен Балкан, Берлински процес и секако нашата стратешка цел, тоа е полноправно членство во Европската унија. Благодарам. Добар ден и од мене и поздрав до сите присутни. Како што сами знаете, ова е веќе втора трибина која што е предводена од страна на Комисијата за транспорт и врски. Единствената и основна цел која што ја имаат овие трибини е да ја направат разликата помеѓу нас и нашиот политички противник. Испоредбено со нашиот политички противник и во однос на испорачаните реализирани резултати во однос на глобалните текови, можам да напоменам дека е неспоредливо, бидејќи резултатите, бројките, статистиките, сите проценти се на наша страна. Да ги земеме најпрвен платите, минималната плата од 8.000 денари во времето на ВМРО, кај нас сега 20.000 денари. Просечната плата 20.000 денари во време на ВМРО ДПМН, над 34.000 денари во наше време сега. Просечната пензија 13.000 денари во време на ВМРО ДПМН, а сега повеќе од 19.000 денари. Невработеноста во време на ВМРО ДПМН е 25%, во овој момент, во време на владење на СДСМ 14%. Директните странски инвестиции се 760 милиони евра на СДСМ во кризна година, 2 пати поголеми од оние кои што беа во 2016. Во енергетиката 18 мегавати во време на ВМРО ДПМН и 283 мегавати инсталирани од обновливи извори на енергија во време на владењето на СДСМ. Ги враќаме парите назад кај граѓаните. Поврат на ДДВ во нула во време на ВМРО ДПМН е сега во време на СДСМ 2100 денари за секој граѓанин. Во делот на патиштата 600 километри во време на ВМРО ДПМН за 10 години, 1400 километри асфалт на СДСМ во време од 6 години. Заробена, изолирана држава, заглавена 11 години од страна на ВМРО ДПМН, денеска сме партнери со САД, со Европската унија, членка на НАТО, имаме започнати преговори. Затоа, резултатите и исполнетите ветувања што прават разлика е најсоодветно во овој момент што важи за СДСМ. Најголемата, најсилната,
државотворната СДСМ. И верувајте, не за џабе ги напоменав претходно овие бројки, иако секој од вас веќе ги знае, меѓутоа овие бројки навистина треба да не прават горди. Нашата визија за еднината на оваа земја е јасна, јавно кажана и ние посветено работиме за тоа да биде реалност, исполнување на уште една стратешка цел, полноправно членство во Европската Унија до 2030 година. Што гледаме од другата страна кај опозицијата? Во заложништво на проруската левица се посветија само на блокирање, хистерија од лажни вести и кочење на државата. И ништо друго. Сите нивни блокади беа поразени, така ќе биде повторно и понатаму. На почетокот на минатата зима, ВМРО ДПМН велеше дека државата ќе пропадне, нема да има храна, ќе има прекинник на струја, ќе нема гориво и што ли уште не. Меѓутоа, ние, како влада, предводена од СДСМ, не дозволивме да се случи такво нешто. Не само што имаше струја доволно, не само што немаше рестрикции, никој не беше оставен сам во оваа криза. Како што никој не беше оставен сам во време на корона кризата, каде што ги поддржавме и граѓаните и компаниите со пакет од 760 милиони евра. Производството на струја во време на енергетската криза го зголемивме за 44%, за што сакам особена благодарност да упатам до сите вработени во ЕСМ, а особено и до вработените во РЕК Битола. Да продолжиме понатаму со хронологијата. ВМРО велеше дека македонскиот јазик ќе исчезне, дека ќе се бугаризираме, но сведоци сме дека ништо од тоа не се случи. Напротив, имаме обезбеден македонски јазик во Европската Унија. Што и да кажат, се случува спротивното. Почитувани присутни, пред нашата земја е историска шанса за продолжување на европскиот пат. Тоа е вистинскиот единствен концепт на нашата држава која што го предводи СДСМ. Имаме силна поддршка од нашите стратешки партнери, од Соединетите Американски држави, од Европската Унија. Секојдневно слушаме високи меѓународни представници дека ни даваат ветер во грб и ни кажуваат дека оваа шанса, која што ни е единствена и не смееме да ја пропуштиме. Скрининг процесот успешно се спроведува и наскоро ќе заврши. Ги започнавме преговорите со заштитен македонски јазик и идентитет, издигнат на ниво на јазиците на земјите членки во Европската Унија. Сега е време да го заокружиме процесот, да ги спроведеме реформите и да продолжиме напред. Време е за глас за Европа во нашето македонско собрание. Одговорност на сите општествени чинители, на сите политички партии е да ја поддржат европската иднина. Заедно да реализираме уште една државна национална цел, поставен уште од независноста, членството во Европската Унија. Меѓутоа, Мицковски и ВМРО ДПМН мора да одлучат и да кажат што мислат. Дали ќе се приклучат на блокот кој што ќе води напред кон Европската Унија или ќе останат во заложништво на левица. Ова е момент на вистината за Мицковски кој што гледаме дека бега одговори на ова прашање, а ставовите ги менува секојдневно. Мицковски треба да ги среди своите мисли и да излезе пред јавноста и да каже што одлучи, дали е за ЕУ или е за левица. Изборот е едноставен, како што реков и претходно, или сме за Европската Унија, или сме за концептот за изолација. Напоменав неколку резултати кои што прават разлика, ги споменав и патиштата. Очекувам на оваа трибина подетално соговорниците овде присутни да направат соодветна своја собствена анализа, што е направено во изминатите 6 години, а верувајте дека имаме многу. Изградивме и обновивме преку 1400 километри патишта, над 69 километри автопатски делници се направени, во тек е изградба на 190 километри автопати, 50 километри експресни патишта, 450 километри локални патишта низ општините. За да не им земам се од говорот на соговорниците, тука ќе застанам и би сакал уште накратко во делот на усвојувањето на законските измени
се отвара и патот за побрза и поевтина изградба на автопатските делници од коридорите 8 и 10D, најголемиот стратешки и инфраструктурен проект во нашата земја. Реализацијата на овој стратешки проект, каде што е предвидено да се вклучат домашни компании, нови работни места овозможува, нови инвестиции од 1,3 милиарди евра и номинален раст на бруто домашниот производ за 2% годишно во наредните 5 години. Од оваа трибина очекувам да дадеме и други насоки, да дадете своји идеи, да дадете своји сугестии и истите тие ќе бидат имплементирани во новата победничка програма за следните парламентарни избори во 2024. Отворени сме за сите прашања, отворени сме и за вашите добронамерни критики и веќе во наредниот период ќе направиме и други трибини на сите различни теми, така да очекувам и ваше активно учество, затоа што само заедно можеме да ја направиме и најдобрата програма, меѓутоа можеме и да допринесеме да ги направиме уште повидливи резултатите кои што навистина прават разлика. Ви благодарам на вниманието. Сања, благодарам. Европската интеграција е нашата главна стратешка цел, а таа подразбира и економска интеграција. Со коридорите кои ги градиме, ние не градиме само патни коридори, градиме и економски коридори кои овозможуваат олеснување на трговијата и транспортот, а исто така овозможуваат на нашите компании пристап до нови пазари и ги поврзуваат сите наши граѓани. Почитуван министер Бочварски, често кажуваме дека Република Македонија е едно огромно градилиште. И тоа се гледа на терен, градиме автопати, градиме експресни патишта. Започваме со реализација на источниот дел на коридорот 8, фамозната пруга кон Бугарија, децениско ветување во нашата држава. Инвестираме во локалната патна мрежа со 70 милиони евра проект преку Министерството за транспорт и врски. Овозможуваме нови ефтини летови до нови дестинации во Европа за нашите граѓани. Исто така, го започнуваме, ова што го спомена и заменик председателката, најголемиот проект во историјата на нашата држава, изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D. 10D кој е премногу важен за овој пелагониски регион, за неговиот развој, а коридорот 8 кој треба да ни овозможи пристап до уште две мориња, Јадранското море и на другата страна Црното море. Земја затворена, без пристап на море, да ја направиме како земја со пристап до 3 мориња. Министер Бочварски, каков е статусот на проектите во моментот кои се реализираат во нашата држава и која е визијата и идните планови на Министерството за транспорт и врски, не само во делот на изградба на инфраструктура, туку генерално во делот на транспорт. Благодарам, почитуван председател на Комисијата за транспорт и врски, почитувани панелисти кои што денеска ќе дискутираат заедно и со мене и со вас, граѓаните, почитуван генерален секретар на партијата, почитуван председател на општинската организација, пратеници, министри во владата, градоначалници и сите присутни битолчани. Навистина ми е драго што оваа трибина се одржува токму во Битола, токму поради фактот што ние, како СДСМ, го затворивме прашањето на сите идни предизборни ветувања кога и кој ќе започне да го гради првиот автопат кон Битола и Пелагонискиот регион. Но кога ќе се прави програмата за наредната година за парламентарните избори, таму треба да штиклираме, заменик председателке, започна да се гради автопатот Прилеп Битола и тој автопат идната влада, повторно предводена од СДСМ, ќе го заврши и ќе го стави во функција за граѓаните, за економијата на Пелагонискиот регион, за сите граѓани на Битола, Прилеп, на Ресен, на Крушево и на сите останати граѓани кои што ќе го користат. Сметам дека донесовме стратешки важна одлука во вистинско време, иако верувам дека можело ова да се направи и во изминатите 30 на години, кога многу често се зборува за подобрување на инфраструктурата во овој регион, но денеска, еви патувајќи кон Битола, од Градско, гледам како се работи на новите експресни патишта од Градско кон Дреново, Дреново Фариш, каде што се пробиваат тунели, се пробиваат косини, се прават нови мостови. Видов како е рехабилитиран патниот правец Плетвар и практично целиот овој регион го раздвижуваме со градеж на
механизација. Се работи на рехабилитација на патниот правец Битола Меджитлија, проектираме нов експресен патен правец исто така од Битола кон границата со Грција, со што даваме сјај и го враќаме сјајот на Пелагонискиот регион, токму како владеачко мнозинство сега предводено од СДСМ во овој временски период. Морам да истакнам дека паралели можеме да правиме колку што сакаме на сите полиња. Има на едно поле само каде што не можеме со нашите опоненти. Изградија толку многу споменици каде што не водат 100-0. Ама кога збориме за автопатишта и текако за двојно помалку време изградивме двојно повеќе километри автопатишта, рехабилитиравме магистрални регионални патни правци, градиме експресни патишта. Во делот на гасификацијата во декември минатата година го завршивме магистралниот гасовод кон Битола и тој дојде практично до Битола. Кога станува збор за социјалните стамбени згради, изградивме повеќе социјални станови, преку 860 за овој временски период од некаде 6 години, за разлика од 11 години кога изградија нешто над 600 социјални станови. Така што на сите полиња имаме подобри резултати кои што мораме вака на вакви дебати, трибини да ги дискутираме и да ги отвараме. Кога станува збор за железничката инфраструктура, затековме еден започнат инфраструктурен проект од минатата влада предводена од ВМРО ДПМН со раскинат договор на пругата Битола-Кременица, каде што имаше голем број на граѓани кои што подизведувачи работеле, се жалеа на условите и на се она кое што беше присутно во тој проект. Избравме нов изведувач, тој си ја заврши својата работа, пругата е веќе пуштена во употреба, но започнавме и со изградбата на коридорот 8, на железничката пруга од Куманово кон Крива Паланка. И ова се резултати за кои што е потребно време. Разговаравме сега и со претходниот министер Сугаревски, но и се сеќавам кога ја превзема функцијата токму од него, на првиот разговор ми рече мора да направиме подобар модел за изградба на големи стратешки капитални проекти. Со овој модел кој што го имаме не функционира изградбата, имаме премногу долги постапки кои што ја развлекуваат градбата, па ни силуваат повторно репроектирање кои што навистина еве ги гледаме и примерот со Кичево Охрид и примерите со градско Дреново Фариш, каде што доаѓаа секакви компании од секаде од Европа, но не го даваа постакуваниот резултат за граѓаните. Нема да ги споменувам имињата, но кога дојдовме, тие компании ја напуштија трасата за време на ковид пандемијата и денеска имаме нови изведувачи, повторно постапки, повторно репроектирање, се јавува инфлација, пораст на цените, раскинување на договори, арбитражи и тоа е модел кој што не функционира и кај нас, но и кај околните земји. Токму поради тоа имавме промена на неколку законски решенија за да моделот за изградба на големи капитални проекти подобро функционира. И тоа тврдам дека е подобро решение. Не може да ги споредуваме проектите од типот на локални улици и патишта, кои што се со димензија или дистанца од некаде 200, 300, 500 метри или 1 километар со автопатишта кои што се долги 30, 40, 50 километри. Не можеме да израмниме канализации и водоводи како комунална инфраструктура или социјални станови, стамбена изградба со автопатски делници. Мораме да направиме посебен модел. И тој модел го креиравме, тој модел веќе е изгласан во собранието. Сега наместо да работиме на одобрување на инфраструктурните проекти 6 месеци, а за тоа време да стои механизацијата на терен, ние тие инфраструктурни проекти можеме да ги одобриме, изработиме во институциите за некаде околу 1 месец, месец и половина, со што веднаш потоа започнува постапката на експроприација и практично му даваме на изведувачот шанса фазно да гради. Таму каде што земјиштето е државно на Република Македонија, влегува изведувачот, проектира 5 километри од делницата Прилеп Битола, влегува, работи на тие 5 километри. Додека ги гради тие 5 километри, веќе работи на експроприацијата на останатите 10, проектира, продолжува со останатите 10. И не е точно тоа кој што го зборува опозицијата, дека немало да има одобрение за употреба практично од страна на институциите. Ние целиот автопат кој ќе биде изграден, фазно изграден, даваме во Министерството за транспорт и врски одобрение за употреба. Кога практично тој автопат со сите
статички исправни елементи со основен проект со ревизија ќе биде одобрен и тогаш автопатот ќе биде веќе изграден, ќе биде ставен во функција. И заради тоа велиме автопат Прилеп Битола за 5 години, а не автопат Прилеп Битола за 12 години. Јас верувам дека сите вие, сите граѓани на овој регион ќе дадат поддршка за изградба на автопат кој што ќе трае 5 наместо 12 години. Тоа е разликата. Ако тука сме погрешиле, нека излезат и опонентите, но и граѓаните нека кажат не, ние сме за да се гради подолго оваа патна инфраструктура. Сметам дека од стратешко значење да час поскоро изградиме. Ниту јас, ниту вие не сакате да патувате по делницата Прилеп Битола во тек на градба 12 години. Кога ќе има механизација по патната инфраструктура, кога ќе треба да има некаде застои заради градежните работи, сакаме брзо да се реализира. И со овие законски измени токму тоа го овозможуваме на изведувачите. Сакам да истакнам дека кога станува збор за капиталните проекти, некаде кога претходните од ВМРО ДПМН кои што многу зборуваа дека градат инфраструктура, дека изградиле капитални проекти, бројките се следните. Во време на ВМРО ДПМН во 2014 година имало околу 286 милиони евра капитални инвестиции на државата. Минатата година достигнавме највисоко ниво од 465 милиони евра за капитални проекти кои што даваат можност за развој на државата и за развој на регионите. И дополнително не се тоа проекти од типот на споменици, фонтани, стиропор и жални врби. Тоа се реални проекти кои што ги развиваат градовите, регионите и државата. Но сакам уште еден аргумент да напоменам. Ако минатата година имавме 465 милиони евра капитални инвестиции, оваа година, 2023 година, ова ниво дополнително ќе го зголемиме, со што ќе постигнеме уште еден рекорд кој што ќе биде навистина импозантен и за државата и за граѓаните. Затоа, почитувани присутни, да не должам повеќе, сакам да упатам порака, бидејќи во многу наврати сум разговарал со стопанствениците од Битола и од регионот, со граѓаните, со младите, да упатам порака токму до сите нив, бизнисмените, сакам да ги прават своите планови за развој овде во Битола, овде во Пелагонискиот регион, да ги прават своите планови за идни проекти овде, заради тоа што инфраструктурата почнува да се гради и секако до младите да останат овде, да ја градат својата иднина овде, во Битола, во Прилеп, во Пелагонискиот регион, заради тоа што инфраструктурата е таа која што е двигател на развојот, која што реално и веќе се гради и се реализира. Кога станува збор за останатите проекти, можам да истакнам дека ќе оставам простори за вас присутните да поставите доколку има простор за прашања на крајот, но се она кое што го направивме досега ми дава за право да верувам и да бидам убеден дека токму со овој проект кој што го веќе започнуваме со изградбата на коридорите 8 и 10D, го направивме вистинскиот чекор за идниот развој на државата и посебно на овој регион. Ви благодарам и посакувам да се гледаме во наредниот период на терен, сите заедно, и да гледаме како се развива целиот овој регион. Ви благодарам. Благодарам, министер Бочварски. Јас тука само би сакал да додадам дека во однос на кога зборуваме за коридорот 8, што значи кога имате политики на добро соседство, на пријателство, на барање на заеднички интереси, со заедничка заложба на министрите за транспорт на Република Италија, Албанија, Македонија и Бугарија и писмо доставено до Европската Унија, Европската Унија го сврсти коридорот 8 на мапата на главни европски коридори, што значи за нас едно големо признание и дополнително кога имаме потреба, затоа што тука зборуваме патен и железнички коридор, дека ќе имаме полесен пристап и до европските фондови и до другите начини на финансирање преку меѓународните финансиски институции. Почитуван Сугарески, другар Сугаре, би сакал да се вратиме неколку години назад во периодот кога СДСМ ја преземаше власта, да се подсетиме во каква состојба ги затекнавме институциите и во каква состојба беа проектите, инфраструктурните проекти, оние проекти кои помпезно беа најавувани
и рекламирани по телевизиите. Јас добро се сеќавам како дел од кабинетот во Министерството за транспорт и врски дека затекнавме на катастрофална состојба, со малтене скоро сите инфраструктурни проекти блокирани. Вие директно учествувавте во деблокада на тие проекти. Истите тие проекти сега се реализираат, гледаме нивна завршница, меѓутоа и во носење на нови проекти. И тоа беше една макотрпна работа, меѓутоа не се жалевме, работевме и би сакал тука да го истакнам огромната поддршка што имавме од претходниот премиер Заев и другарот Китанов го гледам тука, бевме одличен тим, заедно работевме и на тој начин се одблокираа тие проекти и се реализираа дополнителни проекти во голем број. Другар Сугаре, кое е вашето согледување од оваа перспектива на сите овие инфраструктурни проекти и развојот кој се прави во државата? Ти благодарам, Митко. Добар ден на сите. Сакам сите да ве поздравам. Многу ми е мило што гледам тука денес на трибинава со работници кои што работевме низ изминатиот период и од Министерството, и од за транспорт и врски, и од јавното предпријатие за државни патишта, и од Македонија пат и така натаму. Во подготовка на оваа трибина се вратив назад и читав изјави и соопштенија кои што бидејќи самиот наслов вели резултати што прават разлика, да се потсетам на некои тогашни изјави, сегашни изјави на македонската опозиција во делот на проекти. Некогаш од време на време, ако гледам собрание и ги слушам, си велам овие исти луѓе кои што 10-11 години беа на власт, сега зборуваат дека оставиле некакви проекти и ние као ништо не сме сработиле. Бе, луѓе, си велам. Јас знам дека играње на кратко паметење, некој може подценување на интелигенцијата на луѓето, мислам дека тоа и тие го прават, едно класично безобразие, барем за мен. Да продолжим онаму кај што Митко го зачна како проблем. Значи, како што беше комплетно руинирана македонската економија во 2017 година, така беше руинирана комплетно инфраструктурата која што ние и во Министерството, и во ЈПД, па и секаде да чекавме. Буквално заглавени проекти по сите основи. Јас ќе земам неколку примери, бидејќи ако читаме се што сме направиле сега и какви проблеми имавме, треба предпоставам и 2 дена да седиме. Но едно беше битно. Значи, во моментот на јуни месец 2017 година и јули практично, кога и господинот Китанов беше поставен и август за директор, ние едноставно имавме 2 автопатишта, кои што тие и кажуваат дека тие ги направиле, и 4 експресни патишта кои што беа со проекти во тотално хаотична состојба. Ќе потсетам само на неколку елементи на овај автопатот Охрид-Кичево, често пати употребувам и тоа е вистина, дека градежништвото не памти вакво нешто. Да трасата која што често пати сакаат да не извадат со бочварскиот контекст дека демек јас сум велел трасата е сгрешена, па тој велел не напротив. Значи, ќе кажам неколку работи. Точно, проектот беше заснован на траса која што врви на водоснабдителниот систем на Кичево. Ќе кажам една работа. Второ, на такви луѓе кои што работеле, значи, утврдување на категоријата на почвата во тунелот. Ако требало да биде 6-та, била 2. Тоа за клучки немање и така натаму излези и така натаму, тоа е појќе од така. Муабето ми е дека ни оставиле таков, ни 30% од тој проект, 30-35% немаше ниту реализиран, ниту ништо. Седеле направивме одлични тимови во Министерството и во ЈПД, па со Киданов по 12 сати, со Ана ја гледам тука и да не ги гледам сите, Кире, Митко, не правам ни муабет, градоначалник беше Бочварски, тогаш за Миладинов се штип тука малце со 2 реченици, само ќе кажам. Значи по 12 сати има трпно за да се одглави работа. Еве, низ години, фала му на Бога, се одглави и сега тера се надевам дека во најбрз временски период, предпоставам до крај на година или на наредната година ќе биде конечно готов тој пат за кој што предпоставам дека никогаш во историјата уште еднаш не треба таков пат и на ваков начин да се гради. И јас ги поздравувам законските измени кои што ги донесе собранието, не само заради тоа што го поддржувам sada, само туку сметам дека тие се олеснување на постапки. И тоа треба за сите оние стратешки работи кои што се прават, треба тоа да биде така. И никако поинако. За делот на Миладиновци Штип не обвинува, тие го направиле. Ако тие го направиле, значи јас на 1 јуни дојдов 2017 министер
за транспорт и врски, рокот за изградба на Миладиновци Штип беше 31 мај 2017. Што ще требаше завршен автопат ние да пречекаме. Ние пречекавме анекси за продолжување на договор за рокот. Тоа дочекавме, кои што, не знам, 2-3 месеци се правеа, па талкавме по собрание, па, не знам, кочеја, па блокираа и така натаму, и на крајот, во година и нешто, од кој се одглавија работите, го пуштивме во употреба со јавното предпријатие за државни патишта во 2018 или 2019. Така да и тој некој не повеќе од 40% не беше. Да споменувам тука, дека и луѓе има кои што разбираат, можеби и не разбираат, меѓутоа имаше столбови од мепсо насадени на автопат. Овде не носам сега слики, меѓутоа во некој подсетување предпоставам. 4 исто експресни патишта, кои што беа комплетно заглавени, вклучително, например, на патов Прилеп Градско, кај што со тогашната фирма тројца работеа тука на терен или четворица. Експресни патишта со 3-4 луѓе од фирмите не се прават, па се раскина договорот, направивме се да се одблокира и сега интензивно се работи, очекувам во некој рок од 10 на месеци тој да биде пуштен во употреба. Моите согледувања по она што го разговарам и со актуелниот министер, но и со она што го гледаме реално на терен. Неусогласеност на документации со реална состојба на терен и така натаму, тоа беше сето комплет така. Но и покрај сите бројни недоследности ги исправивме работите, сега е многу битно што интензивно се работи, отворени се сите фронтови, така да мислам дека се решаваат тие работи. Ниту сме кукале, ниту сме плачеле кога влеговме во решавање на овие проблеми. Сакам да спомнам неколку проекти кои што ги работевме, кои што ми е многу мило што ден денеска продолжија да се имплементираат. Тоа е проектот на помагање на општините со локални патишта и улици. Значи тоа е проект од Светска банка, 70 милиони евра, 62 милиони евра оперативни пари кои што се користат, 427 километри се 80 општини опфатени плюс град Скопје, под 500.000 евра ни една општина нема добија. Значи Битола мислам има добиено 1.400.000, Прилеп 1.200.000. Не можам во моментот да знам до кај се интересирам посебно за едниот проект во Прилеп за улицата Леце Котевски, разговаравме и пред почнување на трибината со министерот. Извореден проект, кој што, бидејќи Министерството за транспорт и врски и ЈПДП немаат надежности во правење на локални патишта, во преговарањето со Министерството за финансии, со Светска банка и со владата тогаш, која што морам да бидам искрен, и од тогашниот премиер Заев, и од вице-премиерите, и од цела влада имавме комплет поддршка за правење, и собранието исто морам да го спомнам тука. Апсолутно имавме момент кај што помагаме на општините, покрај општините кои што ги градат и му е нивна надлежност да градат улици и патишта, ние сакавме дополнително да помогнем. И јарно што помогнавме, од ова гарнитура на градоначалници што дојде, шајкане за кои 2 години по градојве во кои што се актуелнава четврта власт, локална власт во МРОДПМН во преку 40 општини. Така да мислам дека уште тука реално се помогна во таа работа и исклучително јас сум задоволен, разговарав и со министерот, исто ми кажа дека без проблеми течат проектите, со Митко сум во активна комуникација, исто човек го потврди истото. Сакам да потенцирам дека во тој период, што исклучително за нас како документ стратешки беше важен, донесовме национална транспортна стратегија 2018-2030. Стратегија врз база на која што се прават инвестиции во инфраструктурата. И тоа е онај кој што го кажа визионерски пат, кој што нашата држава го направи, Македонија го направи, за да ги знаеме сите потези во нареден период, дали се однесува на патната инфраструктура, железничката, гасоводот го направивме од Неготино до Битола тука. Сега треба втората фаза да влези со преку Министерството за економија за изградба на секундарна терцијална гасификација и така натаму и така натаму. Значи сакам да кажам дека во тој период исклучително силно бевме посветени, бидејќи едно беше она што буквално се кажува на телевизија, друго беше реалната ситуација за таму. Јас и тогаш кога станав министер не можев да поверувам во што ние практично појдовме. Дека она е можно да биде онака. Не ни се веруваше вака на очи дека она може да биде вака. И сега истиве луѓе ги слушаме по 5-6 години, буквално истите, со не знам. Освен Безгруевски, значи другите скоро горе-долу сите исти. И ни држат предавања за некакви проекти. Имплементира лошо и во Скопје и во Прилеп и секаде локална власт. Кај што сте власт, а кај опозиција, кај што се блокираат, кочат и ја носат државата назад. Добро е што овие закони, пак ќе кажам, сакам да го потенцирам и тука завршувам проектот со обект Еленка и мислам дека, ова ќе го кажам гласно,
и јасно, мислам дека не смееме никаква медиумска дефанзива сада само да има за Бехтел Ланка. Јас сум разговарал во годините наназад и со овие фирми се гиганти. Бехтел, баш кај што се американците, туку се фирмиште, исто така и НК. Значи НК е турска фирма, една од најсилните фирми не во Турција, само тука не се ни прави муда. Така да се нема апсолутно никаква дилема дека ќе се направат овие автопатишта. И во многу побрз рок со овие закони. Затоа уште еднаш кажувам, го поздравувам носењето на овие закони во собранието, вклучително тука сакам посебно да потенцирам законот за урбанистичко планирање и законот за градење. Во периодот, значи наназад донесовме закон, два закони се сега знам дека на градење работа на законот за градење во министерство и ќе оди во собрание едниот закон кога бев ја го донесовме, кој што двата се клучни се разбира во градежништвото и урбанизмо, тоа беше законот за урбанистичко планирање. 10 месеци преговаравме со сите, со се ВМРО, со се ДУИ, со се невладини организации, комори и така натаму и со 100 и кусур гласови беше донесен тој закон едногласно. И тоа беше пример како треба да се носат закони во наредниот период. Митко, благодарам и за поканата и за можноста, можеби го пробив малку и времето, меѓутоа навистина овој ресор не е поинаков малце од другите и резултатите во овој ресор не може да дојдат одма преку ноќ. За разлика, сега без да алудирам на други работи, меѓутоа овде така поголема посветеност и подолг временски период за реализација на овие проекти. Благодарам уште еднаш, да ве поздравам и благодарам што ми овозможивте да зборувам. Благодарам, другар Сугаре. Го спомнавте проектот Леце Котески, тоа е локална улица, тоа е излезот на прилеп кон Крушева, затоа и јас го знам добро овој проект, затоа што оди на кај Крушева, јас сум по потекло од Крушева. Значи, за овој проект имаме склучен договор со изведувач, се очекува режимот на сообраќај и да почне со градба тој проект. Значи, забрзо ќе почнеме со активности на Леце Котески. Почитуван Михо Јане. Кана во име на Стопанската комора да изнесеме наши согледувања и ставови пред се од аспект на влијанието на инфраструктурните проекти врз бизнис заедницата од делот на градежништвото. Пред се мораме да признаеме дека секогаш на нашите седници значајно место и дневен ред на точките од седниците е токму проблематика поврзана со реализација на капитални проекти и инфраструктурни проекти од повеќе аспекти. Поздравуваме реализација на вакви големи инфраструктурни проекти кои истовремено нудат шанса и можност за сите нас кои може да земат учество во реализација на овакви проекти. Кризите, што ги споменавте во минатото, секако дека има некое влијание да малку пого успориме нашиот развој и реализација на капитални проекти во кои сме вклучени како компании од Стопанската комора на Македонија, поточно Сдруженијето за градежништво, каде што има многу компании кои на еден или друг начин се вклучени во реализација на тие проекти, било да се добавувачи и производители на градежни материјали, да се изведувачи на градежни работи, проектантски компании, урбанистички, надзорни, така натака. Значи, таму е сконцентрирана една голема моќ, знаење и искуство од реализација на вакви проекти. Нашите очекувања и барања се да домашните компании навистина добијат можност да учествуваат во реализацијата на не само во најголем инфраструктурен проект, меѓутоа веруваме дека и на секој сериозен домашен голем инфраструктурен проект домашната оператива и пратечките компании кои се придружени кон тоа ќе си го најдат своето место, генерирајќи нов развој, совладувајќи нови технологии, освојувајќи нови знаења, подобрувајќи својата конкурентност и извозно да се ориентираме. Можам да кажам дека
апсолутно поздравуваме измена на законската регулатива, за која што во многу наврати со почитуваниот министер Бочварски, предходниот министер Сугаревски, сме имале работни средби состаноци на кои сме иницирале токму разрешување на проблеми кои се јавуваат во реализацијата на капиталните проекти. Овие закони, што деновиве беа предмет на усвојување, апсолутно се во функција на подобрување и забрзување на реализацијата на сите инфраструктурни проекти, иако главна цел е да овој најголем капитален проект се овозможи да се одвива стварно несметано и со голема брзина, меѓутоа нашето барање е да ова биде пракса и да се применува на сите позначајни проекти. Од повеќето работни средби со министерот Бочварски добивме ветување дека бизнис заедницата ќе биде вклучена во креирањето на новата регулатива, која се опфатно тебе да ги детектира и да разреши сите недоследности, слабости и проблеми кои се јавуваат при реализацијата на капиталните проекти. Во таа насока, Стопанската комора, преку Сдруженијето за градежништво, целосно е на располагање да со сите своји капацитети, знаење и искуства даде допринос во навистина креирање нови законски решенија кои за сите нас ќе имаат бенефит. Од аспект на проектот Бехтел Енка имам среќа да доаѓам од една компанија која подолго работи за Бехтел Енка како учесник во нивните проекти. Пред се првиот ангажман и доверба го добивме во коридорот во Косово. Тоа беше негде 2016-17 година. Цело време додека не го завршија, работевме за нив. Кога стартуваше проектот во Србија, исто така добивме можност да продолжиме соработка и цело време сме од првиот ден вклучени во тој проект. Ја можам да кажам само дека навистина е задоволство да се работи со една таква компанија, од која може да се научи, каде што цената не е најважниот фактор за соработка, него знаењето, квалитетот и особено роковите. Ги потикнувам сите компанија овдека ќе има еден значаен дел од реализација на капиталниот проект Коридорот 10D, ќе има потреба од вклучување на многу локални компании кои што ќе нудат разни услуги. Секој што може да испорача услуга на време, со соодветен квалитет, ќе биде сигурно задоволен. Од таа причина, значи ние го имаме задоволството што ќе добиеме можност да учествуваме во овој проект, се надевам, не само нашата компанија, не само дел од компаниите што се во Стопанската комора, меѓутоа сите што можат да си го најдат местото во овој проект, со помош секако на актуелната власт, да се даде можност и шанса на сите да се докажат, добивајќи бенефит во совладување на нови технологии, нови знаења, нови искуства, што на сите ќе ни даде придонес за добивање на и подобрување на конкурентноста, да можеме поуспешно да наступуваме на странските пазари. Една интересна работа е што Бехтел Енка во моментот има процедура за избор на проектанти, геодетски услуги, истражувачки работи, веројатно за повеќе аспекти од потребите на проектот. Процедурите ги работат со интерни јавни набавки, да кажам, односно набавки по интерни процедури, меѓутоа кои се на многу професионален начин одвиваат. Со предквалификација, со многу информации, секоја чест во тој дел, значи стварно добиваме можност да преку аплицирање на
тие набавки, да си ги подигнеме нашите знаења и квалитети и останува само да и на крајот ова задоволство го споделиме кога проектот ќе влезе во некоја динамика и кога ќе дојде стварно да се успешно заврши, со надеж дека нашите компании ќе имаат многу сериозен удел во тоа. Благодарам. Михо, ви благодарам што зедовте учество денес на оваа панел дискусија. Ви благодарам за сите овие предлози што ги дадовте и да сметате дека државата ќе биде сериозен партнер на градежните компании во Македонија. Но исто така и ова што го слушнав, кај што имаме пример на компании кај што имаат успешна или имале успешна соработка со Бехтел и Енка, начинот на кој се придонесува во развој на домашните компании заради искуствата кои ги придобиваат, заради методологиите на работа и така натаму. И јас очекувам дека целокупната градежна оператива во државата ќе биде ангажирана на овие проекти. Ви благодарам уште еднаш за вашиот придонес. Почитувана председателке Гордана, безбедноста на патиштата е високо на агендата на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Знаете дека во рамките на националната транспортна стратегија која го опфаќа периодот од 2018 до 2030 година, како една од главните цели е намалување на бројот на жртви во сообраќајни несреќи на патиштата за 50% до 2030 година. И тоа е на цел која сите ја посакуваме да ја достигнеме. Би сакал да ве прашам кои се вашите размислувања во однос на дали модерната и безбедна инфраструктура може да влијае на постигнување на оваа цел за која зборуваме. Исто така би сакал да ве прашам какви се вашите размислувања во однос на политиките и активностите на владата за воспоставување ново извршно тело, Агенција за безбедност во сообраќајот на патиштата, активност која е веќе во напредна фаза, веќе е законот изготвен и е во меѓуресорска консултација. Ви благодарам. Добар ден на сите присутни. Јас сум председател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој е советодавно тело на Собранието на Република Северна Македонија, кој функционира заради унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Покрај основната задача што ја имаме за унапредување и развојот на сообраќајното образование, воспитание, култура и етика, ние обрнуваме големо внимание и во превентивниот дел, не само во школските клуби, туку на сите учесници во сообраќајот, во безбедноста. На 12 мај 2022 година Републичкиот совет прослави 60 години постоење на Републичкиот совет. Во таа ситуација имаме голем број на активности, меѓу кои направивме една монографија за работата на ова тело. На самиот настан на манифестацијата, Републичкиот совет потпиша меморандум за зголемување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, но посебно за зголемување на безбедноста на децата, и тоа со Министерството за образование, Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт, Министерството за труд и социјала и Министерството за локална самоуправа. Од формирањето до денес Републичкиот совет соработува со голем број на органи и организации и редовно обезбедува донации. Но на прво место обезбедува донации за сообраќајната полиција за зголемување на безбедноста во сообраќајот. А после тоа имаме донации во сите градинки, основни, средни училишта и на секој начин, на секого му помагаме за да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Спроведувавме и бројни сообраќајно-воспитни манифестации, предавања, дебати и други активности за младите. Постојано ја потикнуваме нивната сообраќајна едукација. Исто така, Советот организира бројни обуки за сите учесници во сообраќајот. Активни сме на медиумите, работиме на научно-стручни проекти, конференции и слично.
Еден од основните елементи имаме голем број на тркалезни маси. Во оваа ситуација Републичкиот совет организираше тркалезна маса за потребата на примена на електрични тротинети. На таа тркалезна маса се донесе одреден број на предлози, каде што потоа се преточија и влегоја во Законот за безбедност. Сега електричниот тротинет е веќе дел од возилата за понатамошна соработка. Јас можам да кажам дека имаме голем број на конференции и слично, каде што благодарение и на сакам да кажам и поддршката сега што се изработува овие коридори, коридорот 10 и коридорот 8, ние склучивме договор со Агенцијата за безбедност на сообраќајот во Република Србија. Тука не поддржа Министерството за внатрешни работи, заедно со Министерството за внатрешни работи на Србија, и имаме кампања, така наречена летна кампања, благодарение на коридорот 10, каде што минува голем број на транзитни моторни возила во летниот период. Последните 2 години на тој дел, на таа делница коридор 10, немавме нито еден загинат во сообраќајните незгоди. Често пати учествуваме на конференции и тоа имавме сега конференција, можам да ви кажам само овој месец што сме реализирале, една конференција Визија 0 на Балканот, која е дел од акцијата на Обединетите нации за безбедност на патиштата 2021-2023, каде што и ние зедовме учество со одреден труд и донесовме одлуки, да речам, во таа ситуација каде што дадовме предлози за тоа дека не е прифатлив ниту еден изгубен живот. Затоа можам да му се заблагодарам на Министерството за транспорт за ова што го работи, што го изработи и што понатаму ќе продолжи да го работи. Имавме исто така конференција каде што имавме 0 жртви на загинати деца. Нема цена за ниеден човечки живот, но не можам да ви кажам дали би можело некој детски живот да се замени со нешто. Затоа ги поддржувам и се надевам дека успешно ќе се реализира овај проект што е веќе започнат. Ние имаме, работиме како Совет за безбедност и голем број на трудови кои се изработени и изработивме различни видови на изданија, меѓу кои се прирачник за подготовка за полагање на стручни испити за работа во автошколи и испитни центри, прирачник за возач почетник, прирачник за мали пешаци. Републичкиот совет со помош на Министерството за внатрешни работи, кој ни е партнер, и Факултетот за безбедност, кој е една членка од нашиот универзитет тука во Битола, ги реализираме сите предавања во основните, во средните училишта, сите проекти што ги има зацртано годишно Републичкиот совет. Еве можам да набројам дел од тие кампањи што ги реализиравме. Имавме кампања за пешаците. Таа кампања "Јас и ти сите сме пешаци" во оваа ситуација да ја подигнеме свеста на учесниците во сообраќајот, да сватат и пешаците дека се равноправни учесници во сообраќајот и да ги почитуваат правилата и прописите, да се движат таму каде што е потребно на пешачки премин по тротоарите, да не ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот. Исто така во овој месец и во месец април имавме кампања за матурантите, која многу придонесе за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Последните 2 години ја реализираме таа кампања на матурска без автомобил. И за среќа во цела наша република не се случи ниту една сообраќајна незгода каде предизвикувач беше матурант. Имаме кампањи за мотоциклисти,
Сега исто така во месец мај, на 13 мај, имавме манифестација во Скопје, дефиле на велосипедисти, каде беше повеќе од 100 велосипедисти и повеќе од 50 мотоциклисти. Фактички ја подигаме свеста за задолжително носење на заштитна облека на сите учесници во овој дел, бидејќи вистина велосипедистите и мотоциклистите се една од најранливите категории учесници во сообраќајот. Затоа апелиравме, задолжително носете кациги, тоа е животот. Еве наскоро ќе започнеме со летната кампања Безбедно лето 2023. Долж коридорот 10, можем да кажам дека оваа година, како и претходните 2 години, благодарение на изработениот коридор 10, кој ни овозможи со Агенцијата за безбедност на сообраќајот на патиштата да подпишеме меморандум и да соработуваме на двете територии, на двете држави, ја изведуваме таа кампања и таа кампања многу придонесе за зголемување на безбедноста на коридорот 10, каде транзитно поминуваат најголем број од Република Србија. Имавме 0 жртви кај на коридорот 10, кои транзитно поминуваат по таа територија. Сите кампањи ги реализираме заедно со Министерството за внатрешни работи. Ние превентивно, бидејќи сме совет, немаме извршна власт, но во овој момент ни помага и Министерството за внатрешни работи. Затоа се надевам во иднина веќе, како што и најавија, дека ќе се формира Агенција за безбедност на сообраќајот на патиштата, која ќе биде со многу поголеми ингеренции и во таа ситуација тоа е и целта на таа агенција, да се зголеми безбедноста на патиштата и да се намали бројот на загинати лица во сообраќајот. Можам да ви кажам, во 2021 година имавме најмал број на загинати лица од кога постои нашата република. Само 116, а тоа е благодарение на добрата инфраструктура и на добрите изработени кампањи. Ви благодарам. Ви благодарам за вашиот придонес и како што кажавте, нема цена за ниеден човечки живот, затоа и политиките на владата се насочени кон безбедноста во сообраќајот на патиштата, затоа што не е само инфраструктурата, овие аспекти се исто така многу важни. Работиме на основање на извршното тело за безбедност во сообраќајот на патиштата, а исто така преку проект финансиран од Светска банка, во наредниот месец ќе објавиме повик за воспоставување на интелигентен транспортен систем на јужниот дел на коридорот 10, кој исто така ќе даде сериозен придонес во подобрување на безбедноста на овој коридор. Почитуван директоре Зоран, велиме дека Северна Македонија представува социјална држава и Социјалдемократскиот сојуз е еден од главните столбови се социјалните политики и овозможување на подобри услови за живот на социјално загрозените семејства и ранливите категории на граѓани. Една од активностите која се спроведува е изградба на социјални згради, изградба на социјални станови, преку кои директно се помага на социјално загрозените семејства на начин што се обезбедува кров на нивната глава. Во овие 5,5 години успеавме да изградиме во фаза на градба се преку 800 социјални станови, што значи дека стотици семејства веќе добија кров над глава за нив и за нивните фамилии. Ве молам да ни дадете информација до каде е овој проект, кој е статусот и кои се идните планови за продолжување на истиот. Ти благодарам, председателе. Почитувани присутни, најнапред сакам да се заблагодарам на поканата и ќе ми биде голема чест и задоволство што можам да говорам на тема која за нас и општествено и идеолошки особено значајна. А на тоа поле можеме да се пофалиме со огромни, реални, видливи и суштински резултати. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен простор и соделовен простор од значење на Републиката во институционалниот систем на државата ја има централната улога на полето на изградба на станови за социјално домување,
односно домување на повеќе различни категории на социјално ранливи лица. Имено, клучниот проект на кој акционерското друштво е целосно посветен во моментот, но и од превземањето на власта во 2017 година е проектот за изградба на станови за лица од социјален ризик. Целосно финансиран од владата на Република Северна Македонија од една страна и акционерското друштво од друга страна, кое е задолжено за враќање на 50% од средствата добиени како кредит од Централна Европска банка. Клучната разлика во 2017 година, која ги даде и денешните резултати, со кои денес можеме гордо да се пофалиме, беше пред се нашиот одговорен пристап и решителноста да се реализираат капиталните проекти од значење на граѓаните. Во нашиот случај, оние кои се најпогодени од потребата за решавање на клучното екзистенционално прашање – добивање на свој дом. Па така, со интензивна работа и подршка од страна на Министерството за транспорт и врски, акционерското друштво во краток период ги расчисти локациите, доделени и предвидени за изградба на социјалните згради, изврши проектирање на речиси сите згради предвидени со проектот и отпочна со изградба на повеќе објекти ширум државата. Меѓу другото, во тој период, по конкретно март 2020 година, отпочна изградбата на објектот О4, најголемиот капитален објект од оваа програма, лоциран во општина Бутел со капацитет од 312 станови. Не земајќи ги во предвид платените комунали и цената за проектирање, самиот проект чини 458 милиони. Во овој момент објектот е речиси готов, што значи дека преку повик на Министерството за транспорт и врски, оваа година 312 семејства од Скопје во социјален ризик ќе добијат станови. Покрај тоа, до 2019 година, преку Министерството за транспорт и врски, акционерското друштво ги искористи сите средства кои беа на располагање од кредитот одржан од Централна Европска банка. Со тоа го обнови партнерството и впечатокот на државата во очите на најголемиот европски партнер во однос на инфраструктурни инвестиции во областа на социјалното домување и ги потврди сериозноста, силните заложби на владата во реализација на крупни капитални инвестиции. За да се добие почист приказ за какви резултати од оваа област на инфраструктурни објекти зборуваме, тука морам да се додоврзам на министерот кога рече дека ВМРО ДПМН биле подобри однос во градење на споменици и стиропол. Ние, министре, градиме згради. И тоа изградба на социјална зграда во Велес, која ќе згрижи 29 семејства. Во завршна фаза со интерен технички прием зградата, социјалната зграда во Кочени, која ќе згрижи 35 семејства. Во завршна зграда се социјалната зграда во Неготино со 62 стамбени единици. Исто така во Дебар зградата за социјалната зграда има капацитет од 46 стамбени единици. Отпочната со изградба и втората социјална зграда во општина Сарево, Скопје, која ќе има 58 станови и таа инвестиција ќе биде од 82 милиони денари. Отпочната изградба на социјалната зграда во Пехчево со 34 станови, исто така изградба во Штип и во Прилеп. Во Штип ќе имаме 40 социјални станови, во Прилеп ќе имаме 70 социјални станови. Целосно е реализирана социјалната зграда во Гевгелија, чија изградба траеше од 2019 до 2022 година. Изградени се 52 стамбени единици, целосно реализирана социјална зграда во Демир Капија. Изградбата траеше од 2020 до 2022 година. Изградени се 16 стамбени единици со вкупна вредност од 29 милиони денари. Целосно е реализирана социјалната зграда во Виница, чија изградба има на 36 социјални станови, а изградбата изнесува 60 милиони денари. Целосно изградена изграда во Свети Николе со 48 социјални станови. Целосно е реализирана изградата во Пробиштип, чија изградба траеше од 2019 до 2021 година. Изградени се 48 социјални станови и на истата бевме присутни со министерот и со премиерот, каде што ги доделивме становите на сите оние кои добија станови по огласот во министерството. И ова се конкретните резултати кои прават разлика. Ова е директен показател на висината
на вистинската, реалната грижа за сопствените граѓани преку сериозни државни инвестиции за решавање на најгорливите промени на нашите сограѓани. Сите овие инвестиции во овие социјални згради изнесуваат повеќе од 1 милиарда денари. Ваквиот начин на работа представува и правилно алоцирање на буџетските средства од страна на владата и нивно трошење на суштински есенцијални инфраструктурни политики кои имат директен импакт во социјалната сфера на општеството. Ваквите инвестиции се дотолку повеќе значајни и за генерално на позитивните економски теркови на државата, ако се има предвид фактот дека инвестициите во градежништвото придвижуваат многу повеќе различни стопански гранки во текот на нивната повеќе фазна реализација. Она што мене ми е особено битно е што по целосната реализација на овој тековен проект во 2024 година, позади себе ќе имаме повеќе од 1000 семејства и поединци од социјално ранливите групи на кои државата им го решила едно од најкрупните животни прашања – обезбедување на живеелиште изградено по сите современи и пазарни стандарди. Но уште нешто што ми е многу позначајно во периодот што предстои и зашто повеќе пати сеопфатно разговараме со председателот на владата и со министерот за транспорт и врски е отпочнување на нов проект, ваков проект со на сличен начин да се обезбедат континуитет на владините политики и инфраструктурни работи. Ви благодарам. Директоре, ви благодарам и мило ми е што слушам дека веќе се работи на продолжувањето на нов проект за изградба на социјални станови за нашите најранливи категории сограѓани. Почитувана проректорка Јасминка, научната фела игра сериозна улога во креирањето на политиките на владата. Исто така, научната фела го дава преку своите експертизи и придонесот и она што ние секогаш треба да го имаме во предвид, а тоа е како одредени политики, мерки, активности, па инфраструктурата влијаат врз секојдневниот живот на граѓаните и врз развојот на државата. Од тога би сакал да ве прашам како академијата ги анализира овие државни проекти, капитални проекти и какво влијание тие имаат врз социоекономскиот аспект, односно врз севкупниот развој на државата и општеството. Благодарам за прашањето. Почитувани панелисти, почитувани присутни, кога пред 2 дена ја добив поканата да присуствувам на денешната панел дискусија, со задоволство ја прифатив од 2 причини, 2 основни причини. Најнапред, како професор кој што секојдневно во академските аули зборува пред студентите и со колегите за значењето на инфраструктурата и за значењето на транспортната инфраструктура, и што таа значи во поглед на економскиот, социјален, па и еколошки или ако сакате безбедносен и геополитичко значење за државата, не смеам како професор, а да не се одважам јасно и одговорно да ги поздравам вака големите инфраструктурни проекти на владата на Република Северна Македонија. Тоа од една страна, од друга страна, секојдневно добивам од студентите различни прашања и при тоа ми покажуваат фотографии од развиените земји и честопати прашуваат зошто не може и кај нас да биде вака. Како човек и како професор кој што прави се за да младите останат во нашата земја, да овде го дадат својот потенцијал, да овде ги користат благодетите на државата. Јас понекогаш релативизирам со одговорите и знам да им кажам дека па лесно им е на британците кои што имаа подземна железница во 1863 година. Меѓутоа, не секогаш во академската фела можете и смеете да релативизирате, па многу често, следејќи ги случувањата и следејќи го напорот кој што го прави оваа влада, знам и да се пошегувам со една анегдота, како 4 бабички пред портите, кои што се караат која да го исчисти ѓубрето, и се караат и полемизираат, и работата не се завршува, ѓубрето расте, проблемите се зголемуваат,
Со таа анекдота сакам да порачам дека некако ние како да премногу полемизираме и како премногу да политизираме, без да се осврнеме на една единствена идеја и на целокупната придобивка која што ја имаат ваквите државнички, стратешки и големи проекти за државата. Со ваквите стратешки проекти што ќе добиеме? Ќе добиеме поголема мобилност, поголем проток на производи и стоки. Ако ги завршиме артериите, ќе можеме да се фокусираме и на капиларите, бидејќи инфраструктурата е крвотокот на нашата земја и со тоа, сигурна сум, ќе се согласат и од стопанските комори, ќе овозможиме и побрз регионален развој на останатите региони, а тоа несомнено ќе влијае на развојот на туризмот, на развојот на земјоделието и секако на развојот на образованието. На тој начин ќе ги задржиме младите во своите места и ќе ја намалиме и внатрешната и надворешна миграција. Многу често, кога разговараме, велам, па ајде да го видиме економскиот прогрес на Ирска, на Португалија, на Грција. Или ајде заедно да се обединиме кон една единствена идеја, а таа е дека ако заедно сите политички субјекти и сите останати чинители ја реализираат националната транспортна стратегија, например по примерот на Полска, тогаш многу побрзо ќе постигнеме и територијална кохезија на нашата земја во Европската Унија, меѓутоа многу побрзо по примерот на Полска ќе постигнеме и влез во Европската Унија. Поради сите овие причини, јас верувам и сум сигурна дека ќе се фокусираме во идни на токму тоа, на вистински сообраќаен модел за реализирање на националната транспортна стратегија. Дел од тој модел и таа агенција која што ја спомнувате, бидејќи не треба да се насочиме само на советодавни улоги, туку мора да се превземат и извршни мерки. Сигурна сум дека оваа влада, како што се справи со енергетската криза, ќе се справи и многу брзо. Ќе го ја видиме изградбата и на експресниот пат од Градско до Прилеп, бидејќи, еве да порачам што е она што го порачува академската фела, тоа е да се фокусираме на Битола како последниот транспортен јазол во кој што треба да ги вложиме сите напори, а за тоа имаме капацитети, за тоа стоиме на располагање и академијата и бизнисите со сите ресурси да ја подобриме и таа институционална инфраструктура во секој еден дел кој што недостига, бидејќи реализацијата на ваквите капитални и стратешки проекти значи вработливост, транспортот вработува 10 милиони луѓе, значи искористување на ресурси и суровини, значи прогрес и на државата, и на академијата, меѓутоа пред се значи задоволни граѓани. Од таа причина, нели, како академија и јас лично ги поздравуваме овие големи стратешки државнички инфраструктурни проекти и се надеваме на брза реализација. Професорке, ви благодарам за вашето излагање. Ние очекуваме вклученост на научната фела во цел овој процес, затоа што, како што кажав на почетокот, процесот на изградба на инфраструктурата не е еднократен и краткорочен, туку представува долготраен процес и во тој процес треба сите да го дадеме својот придонес и ова што кажавте дека инфраструктура не е само изградба на патишта, туку треба да допринесеме и до другите цели на националната транспортна стратегија, како што се мултимодалност и комбинираниот транспорт, како што е поддршката за е-мобилност, односно воспоставување на инфраструктура за електрични возила, како што се целокупната поддршка на логистичките услуги. Ви благодарам што зедовте збор и што дадовте придонес на оваа панел дискусија. Јас тука во присутни ги гледам градоначалникот на општина Струмица, Коста Костадинов, и тука е Томе Христовски, го гледам од Крушево. Па би сакал да ве прашам и да дадете своje мислење во однос на
она што значи соработка со централната власт и како соработката со централната власт при реализација на инфраструктурните проекти овозможува, односно придонесува за општините, за подобрување на животот на граѓаните, за развој на општините и доколку имате предлози во која насока треба да оди оваа соработка. Знаеме дека имаме повеќе проекти на централно ниво со кои директно ги поддржуваме општините, изградба на локални патишта, изградба на комунална инфраструктура и низа други проекти преку различни програми. Па би ве замолил, доколку сакате, да дадете свој придонеси во оваа денешна дискусија. Ви благодарам. Почитувани панелисти, почитувани представници на стопанските комори, почитувано раководство на Социјалдемократскиот сојуз, почитувани граѓани на Битола, почитувани присутни. Денес чест и задоволство е да се зборува во една ваква прекрасна сала со сите стокмени и сите заедно, да си кажеме како сме затекнале ние како општинари и општинска самоуправа во нашите општини и што е она што сме направиле, но и што дополнително треба да се работи во нашите општини. Буквално, ако зборуваме за Крушево, разговараме за столбот на Републиката, на која сите се повикуваме. Крушево научно-културни средби 10 дена Крушевска република, кои за жал ја затекнавме во многу лоша ситуација уште во 2017 година. Ќе зборувам за Крушево кое во тој период беше буквално на колена. Живееше само за 10 дена Крушевска република и уште 10 дена во зимскиот период. Буквално инфраструктурата беше во многу лоша, хаотична состојба, со ударни дупки на сите страни, а знаеме Крушево иако е мало место, има околу 17 населени места во општината, во и околу неа, беше навистина, се казеше, кал до колена. Оно што го започнавме уште во 2017 година, изработувавме доста проекти кои значеа раст и развој, но и прогрес на општината. Реализиравме до сега околу 50 километри локални улици и регионални патни правци во и околу Крушево. Во соработка секако со Министерството за транспорт и врски, тука ги гледам и претходниот директор на јавното предпријатие за државни патишта, господинот Китанов, иако и доаѓавме до повеќе предизвици, бирократски процедури, тука е директор на Македонија пат кој доста ни помогна изминатиот период и да, Крушево во моментот се гради и развива во секој поглед и во секој аспект од општественото живење, а со тоа и се подобри општествениот развој на општината и се подобрија условите за живот во неа. Ја рехабилитиравме главната сообраќајница во Крушево, изградивме локални улици и патишта во сите населени места, но не се само патиштата, значително го подобривме животот со тоа што за жал зборуваме за 21 век, кога во некои населени места нема вода за пиење. Изградивме десетина резервари во сите населени места и сега зборуваме за нешто понапредно и она што навистина им треба на нашите сограѓани. Но тука го гледам и стопанството кое треба дополнително да се развива, а имавме забелешки ние како град и како општина дека лоша инфраструктурата. Во моментов е подобрена, но наш предизвик во иднина во соработка секако со владата на Република Северна Македонија е да се изградат регионалните или рехабилитират регионалните патни правци до Кривогаштани и до Сладуево, со тоа ќе се поврзиме побрзо до Прилеп и Битола и главниот центар Скопје. За жал изминатиот период, односно пред 10 години, зборувавме за конфронтации и конфликти меѓу населението, сега разговаравме за реални потреби и барања суштински кои им се потребни на сите наши сограѓани. А тоа е развојот, прогресот, инфраструктурата носи развој. И во моментов имаме оваа година во Крушево, за тоа зборуваме, откако ги подобривме условите за живот секако, имаме светско првенство за змеарство, 7 меѓународни надпревари, 22 настани во поглед на адреналинскиот, авантуристичкиот туризам во Крушево, 40 на други од областа на културата. Оваа година е Крушево прогласен за град на културата за 2023 година и навистина Крушево живее буквално секој викенд и секој ден во животот е се подобар. Се подобрува локалниот економски развој, но повторно ќе кажам, ни е потребен регионален, плански развој на целиот регион. Тука се стопанските комори и треба да ги слушаме нивните барања и потреби затоа што се тие носител или носителна гранка за развојот
каде што ќе се вработуваат доста граѓани од нашиот дел од Македонија, тоа е Пелагонискиот плански регион. Во моментов Крушево живее од областа на туризмот, но треба да се проширува и во поглед на инвестиции кои ќе отворат нови, атрактивни работни места. Отворивме наша општинска индустријска зона во соработка секако со Министерството за транспорт и врски, во која ќе пројават интерес и сериозни компании кои ќе отворат нови работни места. Не сакам да должам многу, ви благодарам многу на добивањето на оваа важност. Навистина во моментов зборуваме за Крушево, која е примамлива, посакувана дестинација за сите. Ви благодарам. Благодарам, добро вечер на сите. Навистина, Митко, чест ми е што ме покани на оваа за сите нас важна трибина, да имаме можност да и пред вас, и пред битолчани зборуваме за тоа колку е важна симбиозата помеѓу локалната и централната власт. Овде би сакал да искористам приликата оти покрај одличната комуникација што имаме со вас како Министерство за транспорт и врски и со претходниот министер и со сегашниот и директорот на поранешниот директор на ЈПДП Китанов и мој сограѓанин, сепак одлична соработка имаме и со Министерството за култура и ја поздравувам Бисера Костадиновска како ваша битолчанка, ете и за Струмица и тоа како вложува силни напори за подобрување на инфраструктурата во делот на културата. Затоа веќе имаме спремен проект за реконструкција комплетна на Домот на културата и во завршна фаза сме, нормално заради бирократијата, во однос на реконструкција на стариот Струмички театар и секако со Министерството за животна средина и со другарката Каја Шукова. Благодарам Каја, што еве веќе наредната година во буџет ќе влезе и новата филтер станица во најголемото населено место во Струмица, која што за жал, заради индивидуалци кои што не се совесни и не си ја штитат природата, е доведена во нефункционалност. Во однос на соработката, да, јас ја имам честа и можноста да менаџирам со најбогатата општина во државата по глава на жител, дефинитивно привилегија е за Струмица, што овде посебно нотирам пред представниците на бизнис секторот, што ние сме независни од странските инвестиции. Не ни требаат гринфилд инвестициите, затоа што стратегијата за локален економски развој на Струмица е фокус на домашни, микро, мали и средни компании кои што се производствено ориентирани и секако извозно ориентирани. Веруваме во нивниот силен капацитет и бројките го кажуваат тоа. Допред неколку дена излезе една анализа на сериозни економисти кои што потврдија дека Струмица е единствената општина која што е независна од странски инвестиции. Тоа е благодарение на континуирана и посветена и добра работа. Насловот на овие трибини ми е посебно примамлив во однос на резултатите што прават разлика. Оти кога говориме за резултати, може да спомнам и за лоши резултати и за добри резултати. И во однос на финансиската состојба на Струмица, зошто е важна соработката со централната власт? Не знам дали постои друга општина во државата која што нема обврски кон добавувачи. Ние немаме. А имаме распишани јавни набавки повеќе, споредбено, од сите општини во градот Скопје. Тоа бројките кажуваат, не го измислува градоначалникот на Струмица. Ама ние колку и да сме добри менаџери и да имаме најголема поддршка од бизнис секторот, секако и од граѓанството, за покрупните проекти нормално дека потребни се средствата од централниот буџет. Тоа се соработката со ресорните министерства, посебно со Министерството за транспорт, и благодарение на проектите кои што се изготвени за време на Китанов како директор на ЈПДП, за време на Сугаревски како министер за транспорт, сега се реализираат благодарение на силните заложби мои, затоа што влегуваме партнерски и ние општината имаме влог во однос на регионалниот пат Струмица-Дабиле, и се реализира, веќе имаме избран изведувач, се реконструира мостот, така да продолжуваме и со нашите обврски, веќе имаме и ние во однос на нашите 120 милиони денари избран изведувач и верувам дека до крајот на наредната година таа делница, 4 ленти, нов булевар ќе биде реализирана. Со Светска банка проектите, за што посебно благодарам и на Митко,
како државен секретар во Министерството во однос на превземањето на обврските на Струмица да реализира мост на улицата Братство и Единство, веќе е од ваша страна преку Министерството за транспорт. Имате избран изведувач и очекувам дека во најскоро време треба да го воведете во работа, да ова е вториот булевар нов, кој што ќе биде реализиран во Струмица. Еден од најкрупните проекти, зборуваме за социјалните згради, но Струмица оди чекор понатаму и како социјалдемократ по убедување и по верување, ја градиме најголемата социјална населба во државата, 118 социјални куки, типски куки, за кои што имаме една капитална дотација од државата, секако партнерски однос со Општина Струмица. Овде нотирам, министре, во наредниот буџет да излобираме заедно да уште една капитална дотација овозможиме, да навистина им треба поддршка во тој дел за да не трпат другите проекти. Знаете дека сега сами, како Општина Струмица, инвестираме во фотонапонската централа, со што сакаме Општина Струмица и јавните објекти да бидат независни од берзата за електрична енергија, што е бенефит директно за граѓаните. И во однос на тоа што значи резултат што прави разлика. Дури Скопје кубори со транспорт, како главен град во државата, Струмица веќе ја распиша јавната набавка и ќе биде првиот град на Балканот, овде мислам буквално првиот град на Балканот, кој што ќе има целосно електрифициран електричен јавен превоз. Набавуваме електробуси и тоа е навистина бенефити за младите и за повозрасните, но е секако плод на финансиски остатоци кои што ги имаме ние како резерви благодарение на поддршката од централната власт и ресорните министерства и затоа можеме да бидеме уште покреативни од тоа што сме. Јас не сакам да должам многу, само да ве поканам во секој момент, вратите на Струмица за сите вас се отворени и на бизнис секторот, и на обичниот граѓанот, и на вистина Струмица има што да се види. Благодарам. Влада, ваши и наши општини, нема мали и големи општини, сите ни се еднакво битни, затоа што интересите на граѓаните и нивниот подобар живот ни е најзначаен од се. Го гледам тука со нас присутен професорот Вилос, би сакал да го поканам професорот доколку сака да земе дел од дискусијата во смисла на влијанието на коридорот 10D за Битола, за овој регион, затоа што оваа гранка од 10D, како што зборувавме, поминува тука, се вклучува во Грција и продолжува до пристаништата на Игуменица, така да, професоре, ви благодарам за придонесот што ќе го дадете. Ова ич нема да ви треба. Ич нема да ви треба. Значи, прво, гледам дека паѓа тонусо во сала. И гледам почна. Ај малце да го вратиме тонусо прво во сала. Прво ќе почне. Прво да ја поздравам ценетата председателка на подпредседател. Ценетата моја колешка. Јасмина, ценетата колешка Горко. И дали знаете зошто вака почна? Затоа што се наоѓаме во Битола, кавалери. И не може да почнам никако поинаку, него да си ги поздравам даните што се панелисти. Сега ќе поздравам. Мојот другар Зоран и исто другар. Секој пат, тие што ме познават, знаат дека и дека секој пат зборувам на два начина. Или зборувам од срце, или го зборувам она што го знам. Не бев вопшто брифиран. Бев прашан, ми рекол,
се беше многу убаво. Јас излегов со еден став, што толку многу, значи, ме радува, што после 6 години, реков, чекајте бе, луѓе, абе што ќе ни се колетификација, ко немаме патишта. Дајте прво да си ги направиме патишта. Дајте прво Јака беше дорад. Реков, ајде да доказам што значат патишта. Викаме ние. Бито. Прво само. Значи се наоѓаме на 2 коридори. Прво на коридорот 10, што почнува од Саузо, минува низ Лјубљана, минува низ Зар, минува низ Белград, минува низ Ниш, минува низ Скопје, завршува во Собор, на кој има 4 краци. Едниот од Марибор преку Шентил пред Загреб се уклучува, вториот од Будимпешта преку Нови Сад на Белград, третиот е Ниш, зборуваме Софија, Ниш, Софија Калотино, Ниш, и четвртиот крак од Велес, но јас го велам Росоман. Росоман до Игуелица. И второто е она што морам од срца кажам, што ти господинов Митко рече 3, не се на 3. Со судата уште поубаво што е, на 4 година излегуваме. Излегуваме на Средоземното, тоа е Сегејското море преку Сол, така, преку коридор 8, на Варна и на Драч на Јадранското, и преку Виница одиме на Јонското море. Ние со ова, уште поубаво што кажавме, излегуваме на 4 морина. И за да излезиме на 4 морина ни треба 2 коридора. Не отиде така. Да ви кажам уште за коридорот 10, што е интересно. Интересно е дека не ние македонците ни текна, него му текна на грците и видоа дека коридорот 10 губи значење. И 1999 година инициира да се формира комисија која ќе анализира сообраќајот из Европа и видоа дека коридорот 10 губи на значење. Дека ради тоа што нема инфраструктура пат, сообраќај исто како струјата по вода. Оди по помалото. Почнува коридорот 10 да го губи значење. И затоа тие, или 1990, а поготово 2000 година, формира секретаријат кој е сместен на Универзитетот Аристотел да ги анализира сообраќајните токови и што побрзо да ја изгради инфраструктурата на сите патни и на коридорот патни и краци на коридорот 10. И еве јас, после 6 години, овам го тврдев истото на министер. И доживеа, фала Богу, да се почне да се прави патот Росоман, да викне Фариш да ги јавре. Малце жив напред пак се ревитализира, што треба сигурно да се направи да се прави. И не спомнуваме битова мечиклија, што ако се почне и ке се почне, значи, нема дискусија. И уште нешто. Сите сме овде протобитолчани. И ние се чудиме зошто излегуваме од граница, излегува 4 траки. И си возиме по 4 траки и до Игуелица. Грците си го направија кракот 10, на кракот Д, на коридорот 10. Се чекаме ние македонците ова мало делча се направиме и да се врзиме. Да се врзиме. Дали знаете за колка број на население зборуваме? Овде околу 40 милиони луѓе. И уште нешто. Скопје е пресек 2 коридора. Коридорот 8 и коридорот 10. Коридорот 10 е бито, значи зборуваме Солун, Скопје према Ниш, патниот правец Д, Игуменица, Битола, Скопје, Ниш. Коридорот 8 е Драч, Скопје, Премова, значи Скопје е пресек на 2 правци. Секој добар, не зборуваме хидрауличен инженер и секој добар електроинженер, што има тука многу, знаат дека звездасти, исто информатичар, дека звездасти структури, ама и уште се добри, се прават ако може. И сообраќајот
е тек ток, значи сток. Само е многу стокастичен, е потешко од струјата и од водата да го пресмета. Што се? И се кој што разбира вика, дайте и научен инженер и електроник. А нешто да правиме звезди, дај да направиме прст. И ова ќе ми биде како предлог и би сакал тоа да биде, ако може дека една кратка врска, што прави прстен меѓу овие два коридори. Тоа е врската обиколница 10 Охрид. И ги врзваме коридорот 8 и коридорот 10 по попреша и правиме прстен циркулар или секој другичар, секој инженер знае што тоа значи. Во тој случај, видите што зборуваме, кавадарчани, ќе одат ли за Охрид преку Неготино, па Скопје, па да вртат од Полу? Не. Струмичани ќе одат, треба да одат преку Радовиш, преку Штип, па да вртат за Охрид? Не. Ако направиме ова кратка врска, што ќе се случи? Струмица ќе си оди, ќе си излези на коридорот 10 према Скопје, кај Неготино се исклучува, си го бараби експресио, пат, што треба да се пушти барем, така да би поприватна линија од Либисеро се каже дека до максимум до година ќе се пушти. Или широчината на патот е некаде 8 метри, добиваме автопат од 27 метри. Со 3 ленти плюс средно зеленило плюс дополнителни 3 ленти за другата страна. Тоа е капитална додадена вредност за регионот. За да знаат граѓаните што правиме, за што се бориме и што е тоа што за 5 години ќе биде ставено во функција, колку сообраќај ќе имаме дополнителен поради оваа инфраструктура од Скопје преку коридор 10, оние кои што ќе патуваат до Јонското море, не мора да одат преку Гевгелија и преку Грција, ќе поминуваат преку Битола. И цела Србија и останатите земји од север ќе поминуваат, ќе транзитираат, со што ќе го раздвижиме и развојот на економијата. Така што инфраструктурата раздвижува повеќе од 20 други гранки. Да се подготват сите компании од регионот, како што го кажа тоа и Михо во неговото излагање, да ги дадат своите понуди до компанијата. Најмалку 51% од работите на изградбата, од сите ресурси кои што ќе се употребат, ќе бидат од домашни компании. Тоа е најмалку 51%. Оние кои што пробуваат да манипулираат со јавноста, за 2 дена им потона лагата и денеска можеме јасно да зборуваме, бидејќи тоа е запишано во законот кој што го донело нашето собрание. И само уште една, сакам, еве, би било можеби реплика на директорот на ПУИК. Тој вели, изградивме толку и толку социјални стамбени згради. Една одлука помина на влада и за Битола, да потенцирам, за земјиште кое што тој ќе планира реализација на објекти во Битола. И втората работа, ако секоја од тие згради кои што ги спомна, некаде проценетата вредност и вредноста на изградбата на тие социјални стамбени згради е меѓу милион и пол евра, за да згрижиме 50-60 социјални семејства во државата, е претходната влада за 2,5 милиони евра постави 4 лава на мостот Гоце Делчев. Е, тоа е разликата и сметам дека ова треба да биде заклучокот за оваа дебата и да направиме разлика. Ви благодарам. Почитувани присутни, по целата трибина посебен заклучок не е потребен. Дозволете на самиот крај само кратко да констатирам неколку работи. Резултатите се видливи, конкретни, прецизни и мерливи. Тие се директно позитивни за целата држава, за сите граѓани, за подобар живот тука, дома. Ако сме дел од отворен Балкан, ние одлучуваме да ја направиме Македонија целосно отворена, мобилна, поврзана внатре и надвор. Македонија има само еден правец, европскиот, затоа работиме силно и посветено на европската перспектива. Инфраструктурно ја менуваме државата подобро, динамично, интензивно. Резултатите се последица на многу работа, инклузивен процес, знаење, грижа за интересите на државата и граѓаните. Заклучувам со тоа дека денеска ги видовме резултатите што прават разлика. На сите ви посакувам многу здравје, успех, да сте ми живи и здрави. Ви благодарам.